Што е дизајн? Или што навистина треба да знаеш за да станеш графички дизајнер? Јас сум Дејан Џолев, основач и CEO на Скала. Многу често среќавам млади луѓе кои велат дека не можат да најдат работа како графички дизајнери или пак дека платени се премалку за тоа што го прават. Но пред причините едно поедноставно прашање. Дали би конкурирала за работа како шеф во некој елитен ресторан само затоа што знаеш да готвиш? Јас, например, обожавам кујна. Знам да готвам храна од различен тип. Знам да спремам месо, риба, знам сарми да правам. Може би само за десерти не ме бива. Но дали тоа мене ме прави шеф? Можам ли да влезам во некој познат ресторан и да речам: "Еј, дечки, јас сум шеф, вработете ме." Тоа навистина би било навредливо. Пред се, меѓу другото, и за оние кои вложувале години едукација во оваа професија. Па зошто тоа го правиш и ти со графичкиот дизајн? Зошто мислиш дека познавањето само на неколку алатки, како Photoshop или Illustrator, е доволно да ти доверат бренд како Coca-Cola или да работиш на кампања за Mercedes или, што знам, да работиш за промоциите на некоја интернационална банкарска франшиза? Секако дека не е доволно. Затоа повторно ќе ја слушаш или ќе ја повторуваш фразата "нема работа" или "барат се да знам, да дизајнирам, да фотографирам, да анимирам". Да, затоа што нудиш само површни познавања. Тоа е исто како јас навистина да аплицирам за шеф со моите кулинарски вештини. Секако може да ме вработат во некој малско кафанче, но дополнително сигурно ќе ми дадат одговорности да мијам садови, да послужувам можеби гости, а најверојатно и да се грижам за тоалетот. Па токму тоа го правиш и ти, не затоа што не вредиш, туку затоа што не си подготвен. Во оваа епизода, ни само неколку јасни точки, ќе ти представам што навистина е потребно пред да кажеш "јас сум графички дизајнер", или уште поважно, некој друг тоа да го каже за тебе. И зашто го правам ова? Затоа што гледам како млади луѓе лутаат по брза едукација, кратки курсеви, онлайн едукација или уште полошо акредитирана диплома. А зашто тоа е проблем? Ќе зборуваме можеби во некоја друга епизода. Тоест, сигурно ќе зборуваме во некоја следна епизода. Но на кратко, проблемот е во тоа што го учиш само тоа што мислиш дека ти е потребно. А вистината е дека има многу поважни работи за кои најверојатно не знаеш дека ти се потребни. Но одиме поред. Кои знаења и кои вештини треба да ги поседува вистински графички дизајнер? Оној што е добро платен, тој што работи на креативни проекти во здраво обкружување и со тим на кој му припаѓа. Од 6 клучни точки ќе започнам со точка број 3, а тоа се алатките. Океј, ќе ги запишеме на оваа мала импровизирана табла. Алатки. Мора да познаваш Photoshop, мора да познаваш Illustrator, мора да познаваш InDesign на едно солидно ниво. Но алатките се само средство и се променливи. Кога, например, јас започнав да изучувам графички дизајн пред околу 25 години, векторска графика работевме во CorelDRAW. Денес тоа го правиме Adobe Illustrator. Работата на публикации ја правевме во PageMaker, денеска тоа е InDesign. Или обработката на фотографија денеска е сосема поинаква од пред само една година, пред сите овие нови генеративни алатки со помош на вештачката интелигенција. Но да ги запишеме: Illustrator, Photoshop, InDesign. Како што скажавме, особено со денешните брзи технолошки промени, алатките за кои зборуваме ќе се менуваат се почесто. И затоа алатките се единствената променлива што постојано ќе мораш да ја следиш и да ја надоградуваш. И таа вештина само по себе може да биде апсолутно безвредна. Но всушност, дали ти навистина знаеш што е графички дизајн? И ова прашање многу често им го поставам на лицата кои доаѓаат да се запишат на Академијата во Скала. И знаеш што? Најчесто добивам погрешни одговори. Па затоа преминуваме на точка број 2 или медиумите.
Графичкиот дизајн не е самостоен и изолиран медиум. И ова веднаш мораме да го освестиме. Графичкиот дизајн е комбинирање на визуелните медиуми, илустрација, фотографија и најважниот, но најмалку популарен кај почетниците, типографија. Да ги запишеме. Типографија, илустрација и фотографија. Ова сега е графички дизајн. Или, за да постои графички дизајн, најчесто мора да има најмалку 2 медиума во едно решение. Еве да земеме некој пример. Доколку искомбинираме фотографија и типографија, што ќе добиеме? Може ќе направиме некаков постер, така. Или пак илустрација и типографија, ќе добиеме некаква амбалажа. Или во многу случаеви ги користиме сите 3 елементи. Единствен исклучок е типографијата која што може самостојно да представува графички дизајн, но и без неа не може да постои дизајн. И токму затоа е толку важна. Текстот е неизбежен дел од речиси секое графичко редување. Изборот на фонтови, хиерархија, распоред, ритам и задача на дизајнерот е текстот да биде читлив, визуелно привлечен, јасно организиран според важноста, хиерархијата на информациите. Сега, за да работиме вистински дизајн, а не само површно да ги декорираме елементите. Ни треба уште нешто. Потребна ни е најважната точка и првиот аспект што треба да се изучи кога се едуцираме во оваа област. Точка за која најмалку се зборува особено на интернет, а тоа е јазикот. Точка број 1 и најважната точка. Јазик. Визуелниот јазик е составен од графички елементи и принципи. Без нив нема јасна порака и нема препознатливост. Да запишеме. Јазик, графички елементи и принципи. Без нив нема јасна порака и нема препознатливост. Многу е важно со кого комуницира твојот дизајн. Дали се обраќаш на тинејџери или на возрастна публика. Дали твојот дизајн комуницира премиум производ или производ за масовна потрошувачка. Ке дизајнираш сосема различно, например, ако правиме постер за некоја журка или некоја кампања за банкарски услуги поврзана со пензионери. Без основна визуелна писменост не можеш да напишеш дизајн реченица. Елементите се букви. Например, бојата, која директно влијае на емоционалната реакција кај наблюдувачот, што е многу важно на подсвесно ниво. Или елементот линија, текстура, форма. Секој од овие елементи носи своја визуелна тежина, емоција, функција, додека пак принципите се граматиката во наводници. И тоа се контраст, равнотежа, симетрија, баланс и уште десетици други кои темелно ги разработуваме на Академијата за графички дизајн во Скала. На подсвесно ниво, тие кажуваат дали нешто е скапо, дали е нешто сериозно, дали е нешто детско, дали е нешто за тебе, дали е тоа за мене. Публиката веднаш чувствува дали нешто и припаѓа, дали тој дизајн зборува на нејзин јазик, со нејзин тон, со вредности што ги препознаваме. И токму овие елементи се составен дел од медиумите, од точка број 2, фотографија, илустрација и типографија. Од што се составени? Па од бој, од линии, од текстури, од волумен. И како да се изразиме во илустрација или во типографија ако ние не ги познаваме овие елементи, иако не можеме да ги комбинираме. Па затоа не можеме да одбереме, како што кажавме, вистинска типографија, или да создадеме, или да комбинираме илустрација и фотографија во контекст на нашата цел. Па кога велиш дека познаваш Photoshop, запраша се колку навистина ти знаеш и колку е тоа навистина суштински важно. Токму поради ова, ќе одржам бесплатна 5-дневна работилница, местата се ограничени, ако ти се брза, линкот и пријавата е во описот под ова видео, брзо кликај. Океј, време е за точка број 4 или методологија на дизајн. Методологија на дизајн е најважната точка веднаш по точка број 1 или графичките елементи
и принципи во дизајнот. И нема добар дизајн без добра идеја, а нема ни добра идеја без процес. Немам инспирација, во превод значи јас сум аматер. Дизајнот не се гради на инспирација, туку се гради на методи. И Pinterest не е истражување, туку плагијат, кој може навистина скапо да чини. Во мојата 20 плюс годишна кариера сум сведочил на многу отпуштања од работа поради ова. Постојат докажани методологии и секој дизајнер со време си развија и своја методологија, но без основата, таа своја, може да биде само импровизација. Секогаш започнуваме од идеја, истражување и анализа. Кому му се обреќам, зошто му се обреќам, што сакам да постигнам, како е решена темата претходно или како тоа го направила конкуренција. Гледаш, читаш, бележиш, скицираш, поврзуваш концепти, создаваш визуелна метафора, градиш емоција. Постојат различни техники, например, асоцијации и брейнсторм, поврзување и значење, контраинспирации, мудборни, визуелни мапи, бриф техники и така натаму. Секој од овие, што е многу важно, си има своја структура, си има начин истражување, скицирање, развој на идејата и финализација. И да, токму тука почнува сериозната трансформација од аматер во дизајнер. Затоа што аматерот секогаш чека инспирација, дизајнерот создава услови за да се појави. И затоа ни е важна оваа точка број 4. Одиме понатаму со точка број 5 или примена на дизајнот. Графички дизајнер работи во 3 основни подрачја на примена. Маркетинг и рекламирање или адвертајзинг. Да го запишеме. Маркетинг. Што значи ова? Создаваш постери, банери, билборди, објави за социјални медиуми, кампањи, лендинг пејџови, лендинг страни, анимации, видеографики и се што му треба на еден бренд или услуга или производ за да биде присутен и препознатлив на пазарот. Точка број 2 е корпоративниот идентитет или визуелниот идентитет или брендинг. Визуалниот или корпоративниот идентитет не е лого. Да, тоа е еден многу мал сегмент од целината. Креираме символ, креираме лого, креираме логотип, пиктограми, бои, типографија, канцелариски материјали, брендбук за компанијата, вебсайт, стил и тон на комуникација. Па може тоа да бидат детали како мирис во просториите и канцелариите или температурата на светлината во просторот каде што постои таа компанија. Како што ние во Скала се грижиме за тоа. Идентитетот, визуалниот идентитет е еден екосистем и како што кажавме, тоа не е само едно лого. Одиме точка број 3 или дизајн на амбалажа. Супер. Што е дизајн на амбалажа? Па се што ќе видиме во еден супермаркет или во некоја продавнички или етикети, пакувања, корици, списанија, менија, стикери, картички, врекички, брендирани производи, да не набројуваме. Тука практично дизајнот станува физички објект, што го допираш и што на полица ти привлекува внимание, ти буди емоција, ти гради доверба или, нели, најважното влијае на твојот избор. Во Скала ги учиме сите овие 3, посветуваме внимание за трите аспекти на примената на графичкиот дизајн. За, меѓу другото, да можеш и ти свесно да одлучиш каде припаѓаш и на што точно сакаш да работиш. Одиме конечно и последната точка од овој систем на вредности за што представува еден графички дизајнер или што ти треба да познаваш за да работиш како графички дизајн, или тоа е точката број 6, адаптација на дизајн, или како техничко прилагодување за различни формати и медиуми. Ајде да запишеме точка број 6, адаптација. Тука паѓаат многу самуки дизајнери, бидејќи не е креативно. Почесто сметаат и дека е неважно. Но токму затоа оваа точка е пресудна дали некој ќе ти довери проект или ќе те вработи
а не твоята креативност. Замисли си направил некој фантастичен постер, така, и го праќаш на печатење и го добиваш назад со некои избледени бои, пикселизирани букви, исечено лого и 300 други проблеми. Белја. Па затоа, секој графички дизајнер потребно да има вештини поврзани со подготовка за печат. Колор профили, резолуција, блидови, кроп и трим маркери, претварање на фонтот во криви, вградување на слики, профили и така натаму и така натаму. Или дигиталното познавање на формати, на големини, на пропорции, оптимизација за веб, оптимизација за социјални мрежи, брзина на вчитување, тежина на фајлот или читливост на екран. И уште поважно, адаптацијата на формати или како да редизајнираш веќе постоечко решение и да сочуваш хиерархија и идентитет на решението во вертикален формат, во хоризонтален формат, во квадратен формат или во еден куп различни пропорции од 16:9, 2:3, 9:16, 5:7, 4:5, 1:1 и така натаму и така натаму. Запомни, дизајнерот не е само креативец, туку и одговорен техничар. Само тогаш си комплетен графички дизајнер и само тогаш нема ти да аплицираш по компании, да бркаш клиенти, туку тие тебе ќе те бркаат. Само тогаш ти ќе ја диктираш цената. Ти ќе го одредуваш темпото на работа. И ти ќе го бараш твојот круг на соработници. Само тогаш си професионалец и некој друг за тебе ќе каже дека си графички дизајнер. Затоа, плиз, немој да живееш во она илузија дека си дизајнер затоа што делумно познаваш неколку софтверски алатки, така, од оваа трета точка. И знаеш да црташ во илустратор или ја како бумер велиме, аз знам да чепкам по компјутер. Дизајнот не се чепка, дизајнот се гради. Се гради со идеја, со концепт и најважно со некаква цел. И ајде сега да ги разгледаме повторно овие 6 принципи на нашата импровизирана табла. Која е нашата цел? Нашата цел е примената на дизајнот. Така, да работиме за услуги во маркетинг, да работиме за корпоративни услуги или да создаваме некаков дизајн на амбалажа. Каде го правиме тоа? Па во Илустратор, Photoshop и во InDesign. Но како секогаш да имаме идеи, како да ги развиваме нашите најдобри идеи? Па потребна ни е методологија на дизајн. Но како да ги искомбинираме сите тие? Потребни ни се медиумите. А не можеме да ги работиме медиумите ако ние не го знаеме и познаваме јазикот. А на крај, сето тоа да го спакуваме и да функционира и дигитално, и во печатена форма, и во безброј адаптации што ќе прават, потребна ни е 6-та точка и тоа е адаптацијата на дизајн. Ако си се уште тука, ова навистина ти е важно. Затоа ќе ти споделам две работи кои не би требало да ги пропуштиш. Прво, на 15 септември започнува 5-дневна бесплатна работилница за првата и најважната точка во дизајнот. Ќе зборуваме детално за графичките елементи и принципи, и како преку нив се создаваат подсвесни емоции и свесни пораки. Местата се ограничени, пријави се веднаш преку линкот во описот на ова видео. Број 2, нистиот линк. Пријави се за инфосредба на Академијата за графички дизајн во Скала. Програма темелно изградена врз овие 6 принципи. Со пријава добиваш и ваучер за студирање, но тие детали ќе ги поразговараме на средбата, те чекам. Јас сум Дејан Џолев, основач на Скала, експерт за визуелни комуникации со повеќе од 20 години работно искуство, како едукатор и креативен директор. CEO и основач на Скала, каде што изминатите 14 години стотици дизајнери, маркетери и креативци ја започнаа својата професионална кариера. И секако да не го пропушти следното видео, остави мејл или стисни subscribe на Скала профилот, секоја недела најмалку по една нова тема, ново прашање, нов одговор, за да откриеш дали оваа индустрија е за тебе, што ти е потребно за почеток или за развој. Време за будење, скала по скала одиме.